Европа се затоплува двојно побрзо од светскиот просек, а околу 150 милиони луѓе се изложени на опасно високи температури. Светската здравствена организација предупреди дека од 21 јуни досега во Европа се регистрирани над 1300 смртни случаи поврзани со екстремните горештини. Светската здравствена организација повика земјите итно да воведат мерки за заштита од топлотните бранови. Екстремната топлина е една од најсериозните и брзорастечки закани за здравието и безбедноста што ги представуваат климатските промени и може да станат голема опасност по здравието на луѓето што присуствуваат на масовни собири и спортски настани. Досега највисоката измерена температура е во Германија. На некои места беа измерени 41,7 степени. Во слични услови живеат и жителите на Франција. Париз врие на 40 степени. Швајцарија го искуси најтоплиот јунски ден во својата историја. Во саботата во Базел беа измерени 39 степени. Во Чешка над 41 степени, а Полска го надмина националниот температурен рекорд. Според експертите, еден од главните причинители за горештините е така наречена топлинска купола. Се работи за генерирање на таа топлина локално внатре во Европа поради чистото небо, силната сончева светлина и компресијата на воздухот кој се спушта во системот на висок притисок, што предизвикува да се кренат температурите. Многу е жешко во мојот апартман, живееме на најгорниот кат. Сакаме да учиме, сакаме да продолжиме со животот нормално, но скоро невозможно е. Ова е повеќе како топлината што ја добиваме во Централна Австралија. Значи целосно е обратно од тоа што очекував кога се работи за температура во Варшава. Живеам во многу стара стамбена зграда од 1700-та и станува многу жешко и нема како да се олади. Причина за смрт не е само топлотниот шок. Во Франција досега се удавиле 74 луѓе панично скокајќи да се оладат. Европските земји не се целосно спремни за вакви феномени, бидејќи во Европа само 20% од популацијата поседува клима. Во 2022, поради слични климатски услови починаа 20.000 луѓе. Иако најизложена е Западна Европа, се очекува бранот да има ефекти врз Југоисточна Европа. На Балканот, односно во Хрватска, властите најавија црвено предупредување, а српските метеоролошки станици исто така очекуваат прекумерно зголемување на температурите.